Добар ден. Екологијата, безбедноста и економичноста на возилата се императив на секој производител на моторни возила, без оглед дали тие биле патнички или теретни. Во ова издание на Автомагазин ќе имаме доволно простор да ви представиме и представници од едните и представници од другите. Се разбира дека ќе имаме и содржини кои ќе ви допринесат да ви се зголеми адреналинот, а за оние кои се интересираат за возила кои се ефтини и достапни за сите купувачи на пазарот, ќе го пренесеме тестот на Лада Веста. Затоа опуштете се и уживајте во содржините на денешното издание. После 14 години Rolls-Royce престана со производството на Phantom, а алатките во фабриката започнаа да се подготвуваат за неговиот наследник. Последните примероци од овој култен модел на марката од 21 век беа распродадени уште пред да излезат од неа. Сите, освен еден од Drophead купе верзијата, кој се уште чека на својот собственик. Не е во прашање недостаток на интерес, тој уште со 0 километри стана историски примерок, бидејќи оваа романтична изведба на Phantom нема да има наследник. Во прашање е цената, која јавно не е соопштена, но се шушка дека доближува до 7 цифри. Редовната цена на овој најскап модел на Rolls-Royce изнесуваше 370.000 фунти, но никој нема платено само толку, затоа што практично цело време се произведуваат специјални изведби. Задвижуване со истиот 6,75 литарски V12 мотор од Phantom и во својот животен век само еднаш е обновен. Тогаш со благиот рестайлинг целото семејство доби и 8-степен автоматски менувач. Друго не ни требаше, бидејќи како статусен символ од самиот почеток се кај Phantom беше доведено во перфекција. Најмногу внатрешноста која рачно ја произведуваа 60 одбрани мајстори во фабриката во Гудвуд. Заедно со своите колеги од Минхен, инженерите таму сега можат да се концентрираат на последните фази од развојот на неговиот наследник, како и досегашната 7 генерација на Phantom и идниот модел ќе има алуминиумска архитектура. Конструирана од нула, таа треба да биде заедничка со престојниот прв теренец на марката кој ќе се појави годинава. Некогашниот Quattro GmbH, а сега Audi Sport, ќе има полни раце работа. Во наредните 2 години го очекува лансирање на 8 нови модели. Меѓу првите ќе биде и седан верзијата на RS3, која ќе пристигне летово по цена од 56.000 евра. Дизајнерски, од регуларната лимузинска изведба на A3 се разликува по агресивните детали на каросеријата и LED матрикс светлата. Назад се забележуваат тенкиот спойлер, карбонскиот дифузер и двете големи издувни цевки. Во внатрешноста доминира дигиталната инструмент табла која се среќава кај сите нови модели на Audi. Хромот и деталите во црвена боја визуелно го разбиваат, а спортските седишта дополнуваат типичниот техноамбиент. Од обновениот 2,5 литарски турбомотор се извлечени монструозни 400 конски сили. Тие ќе стават оваа лимузина во надредена положба во арената во која канџите ги остраат Mercedes AMG и BMW M. Како и хеджбекот со иста ознака, и Audi RS3 седан има 7-степен S-Tronic менувач со 2 спојки и кватропогон на сите тркала. Лансирањето до 100 км на час трае 4,1 секунда, а брзината електронски е ограничена на стандардните 250 км на час. Ако им веруваме на наводите на Audi, моторот не само што е силен како бик, туку и ефикасен. Новиот RS3 седан на хартија троши 8,3 литри на 100 км.
Но се сомневаме дека некој ќе го вози така да успее да оствари ваков просек. Напротив, повеќето ќе го користат во дајнемик режимот на возење, кој го крати времето на реакција на системите. Покрај модифицираното ослонување со адаптибилна амортизација, огнената моќ на петцилиндричниот агрегат ќе ја кротат бројни технологии задолжени за безбедноста. Меѓу опциите наменети за најстрасните се карбон керамичките сопирачки и симнувањето на брзинскиот лимит, пошто RS3 седан ќе стигне до 280 км на час. Во мноштвото силни новитети, Шкода не го заборави ниту Рапид да му подготви заслужено освежување. Моделот, чија главна карактеристика е пристапната цена, 5 години издржа на пазарот во истото руво. Сега тоа е за нијанса помодерно, што се забележува по дотераните браници и предните светла со LED технологија за дневно возење. Некои изведби ќе имаат детали на каросеријата истакнати со црна боја, како и задни LED светла. Измените и во внатрешноста се малобројни, графиката на инструмент таблата и отворите за вентилација се поинакви, а екранот на централната конзола поголем и чувствителен на допир. Треба да се споменат и интернетот во возилото и системите за предупредување за опасност и автоматско кочење. Поопремените верзии ќе имаат и автоматски долги светла, а со помош на посебна апликација, сопственикот преку мобилен, меѓу другото, ќе може да го провери и нивото на горивото. Најголемото освежување е во просторот за моторот, каде сега се вградува еднолитарскиот TSI со 95 и 110 коњи. Останатата понуда уште ги вклучува 1,4 литарскиот бензински мотор со 125 коњски сили и дизелите од 1,4 и 1,6 литри со 90 и 116 коњи. Слични измени треба да очекуваме и кај Seat Toledo, кој е технички близнак на Rapid. И двата модела се произведуваат во фабриката на Шкода во Млада Болеслав. Peugeot 2008, создаден да совлада се. Богато опремен за 175 евра месечно. Знам дека го сакам. Но дали го заслужувам? Да. Ви го представуваме новиот Фокус со ST-Line опрема. Возењето кое е неверојатно, речиси дефинитивно го заслужувате. Почнува со страста. Аплаузот громко го заслужуваат шампионите. Тие први стигнуваат на целта. Тие гордо го носат медалот. Тој е нашиот победник, нашата гордост, нашиот шампион. Новиот Seat Leon, TDI со одличен Porsche лизинг пакет. Полн резервоар, прва регистрација и каско за 1 денар. Seat. Porsche Македонија. Свртете нов лист и стартувајте ја најсилната емоција. Засилете ги вашите очекувања. Очекувајте активирање на сите сетила. И забрзајте кон новата инспирација. Поставете го сигурносниот појас. Полетуваме. Новиот Kia Sportage. Моќно привлечен. Kia Motors Македонија.
Соочувањето со камионите не е секојдневица, но секако е своевидна посластица, дури и кога се зборува за генерација на теглачи кои повеќе од 5 години господарат по светските патишта. Евидентниот прогрес на сите полиња кај економските возила ги доведува во една сосема поинаква ситуација во која фокусот не е само на економичноста, туку големо внимание се посветува и на безбедноста. Ни беше овозможено возење на рамничарски и брдски терен, воглавно на автопат, а на располагање ни беа моделите FH460 и FM450. На прв поглед, кабината на знаменосецот моделот FH во верзијата со 13-литарскиот мотор со 460 конски сили има минимални зафати направени да се зголеми аеродинамиката. Редефинирани се дефлекторите поставени испод предниот браник и на предниот дел кои поефективно ги преосмеруваат воздухот околу кабината и го смалуваат отпорот. Со овие зафати смален е отпорот на воздухот за 0,4%, а благодарение на модификуваниот покривен спойлер, аеродинамиката профитира со дополнителни 0,2%. На прв поглед мали бројки, но кога ќе се помножат со проектираниот животен век и поминатата километража, се добива импресивна заштеда. Она што треба да се истакне, тоа се бројните безбедносни системи и електронски асистенти кои возењето на оваа грдосија од вкупно 40 тони тежина ја прават незамисливо лесна. Пред се тоа адаптибилниот темпомат чија работа е далеку поревносна од очекуваното. Тој со голема прецизност ја држи дистанцата од возилата пред вас, доколку има потреба ја намалува брзината, а кога ќе помине опасноста, повторно ја достигнува зацртаната брзина. Иновативен е системот IC, кој подобар ефект постигнува на патишта со чести нагорнини и надолнини, каде ја користи функцијата на слободен од и инерција. На брдски делници системот може забележително да го погони камионот скоро без употреба на моторот користејќи ја инерцијата. Таа иста инерција се користи и на надолнини, но сега возачот сам ја одредува брзината кога да се активира моторното сопирање. Како едно од освежувањата за оваа моделска година, инфотеймент системот кој сега е осетлив на допир и содржи извонредно темелна и прецизна навигација. Покрај знаменосецот на Volvo на располагање беше и репрезент на семејството FM со 11-литарски мотор и 450 конски сили. Иако има помална работна зафатнина, извлекува голема сила и вртежен момент што го прават подобен за регионална дистрибуција. Секако дека и подолгите релации не му представуваат проблем. FM 450 го покажа токму ова на пробното возење кога под полно оптеретување без проблеми ги совладуваше рутите со поголеми успони и надолнини. Во секој случај новите системи кои ја унапредуваат економичноста и позитивно влијаат на безбедноста веќе се подготвени и се вградуваат во камионите на Volvo, а ние се уверивме дека најдобри резултати даваат на моделот FH460 кој во последно време полека се враќа на местото на најпродаван теглач на марката. Електричните возила се императив во развиениот свет. Не може ни да замислиме еден мегалополис во кој не расте рапидно бројката на електричните возила. Па затоа Смарт одлучи да ја обнови својата гама електрични возила и да ја представи петата генерација на своите електрични возила. Исто така и Fiat има една поинаква визија за иднината. Тоа не се ниту хибридните, ниту електричните возила, туку се возилата чии мотори користат природен газ. Тоа е одлична солуција бидејќи загадувањето е извонредно мало, а не се напушта концептот на моторите на внатрешно согорување. Но сепак во име на иднината Fiat прави едно соломонско решение. Ја повлекува ланча од европскиот пазар. Оваа легендарна марка после 11 светски титули на
рели шампион на светот и да не кажам колку вложени емоции во незините модели ретерира и ќе биде ограничена само на италијанскиот пазар. Дали ова лебедова песна на оваа историска марка ќе покаже времето. Електроавтомобилите веќе не се екзотика на улиците. Се уште не се ни наша секојдневица, но решително чекорат и кон тој момент. Незабележително и цело време настрана од главните текови смарт во тоа учествува веќе 10 години. Затоа и не треба да изненадува кога ќе се слушне дека ова е веќе четврта генерација на електричниот погон што се вградува во моделите од оваа марка. Во споредба со оние со бензински мотор, на прв поглед нема разлика, освен надписот Electric Drive. Единствен знак за разпознавање е символот што подсетува на штекер кој се наоѓа на задниот столб. Батериите се сместени во подот така што се безбедни во случај на судари и истовремено го спуштаат тежиштето на возилото. За нивно полнење на обична инсталација се потребни околу 6 часа, време кое со специјален полнач се скратува на половина. Електромоторот е назад, на истото место како и конвенционалниот мотор. Вкупно располага со 81 конска сила, што е на половина меѓу атмосферскиот и турбобензинецот што се вградуваат во смарт. Уште поважен податок е дека сите 160 Нм вртежен момент се на располагање од 0 вртежи. Заради тоа, електричниот смарт практично е вистинска градска ракета подготвена моментално да повлече без оглед на брзината со која се движи. Бидејќи се работи за најнова генерација на трофазен синхрон мотор, Smart Electric Drive нема менувач. Сето ова ветува забавно возење кое започнува како и кај секој друг автомобил, со свртување на клучот во контакт бравата. Рачката од менувачот што го нема, всушност е само селектор за насоката на вртење на електромоторот, односно за одење нанапред или наназад. Возењето поминува со целосно отсуство на бучава и вибрации од моторот, а заради безбедносни причини е лимитирано на максимални 130 км на час. Тоа значи дека Smart Electric Drive со доволно самопочит може да се вози и на автопат, иако по сите параметри е градски автомобил. Вклучително и автономијата, која теоретски изнесува 155 до 160 км. Возилото е опремено со умен систем за регенерација на енергијата, кој со помош на радар ја следи брзината на другите возила и сам прикочува кога и колку треба. За заштита на пешаците се вградува и генератор на звук кој имитира бензински мотор. Со помош на апликација за смартфон може да се види состојбата на батериите, но и да се вклучи клима уредот или греењето во кабината. Цената на електричниот смарт во Германија изнесува 22.000 евра, без пресметани државни субвенции. 4 моделот за околу 600 евра е поскап, додека за кабриолето треба да се платат 3200 евра повеќе. Иако на смарт се уште гледаме како на моден детаљ на неговите собственици, тој има и капацитет да влијае на тековите на пазарот. Доказ за тоа е што на купувачите во Америка од есенва ќе се нуди само неговата електрична верзија, а бензинските ќе бидат исфрлени од понудата. Во пресрет на вкусови на клиентите, автомобилскиот свет се менува многу брзо. Да се биде во чекор со трендовите е од витално значење за секоја компанија. Во контекст на тоа, групата Fiat Chrysler објави дека во иднина својот технолошки развој ќе го фокусира на две клучни подрачја. Прво се автоматските менувачи, чие учество на пазарот станува се поголемо. Во план е развивање на повеќе единици. За возилата со попречен мотор ќе бидат наменети две: автоматизиран менувач со двојна спојка и класичен автоматски со 9 степени. Возилата со надолжно поставен мотор ќе добијат нови трансмисии со 6 и 8 степени. Вториот столб кој ќе ја дефинира идната италијанска гама е зголемување на понудата на возила со погон на природен газ. Нив ги имаат скоро сите производители, но во скромен број и со минимално учество во продажбата. Својот прв таков модел Fiat го понуди пред 20 години. Еколошки се надмоќни бидејќи воопшто не загадуваат, а во споредба со возилата со бензински мотор трошоците за гориво кај нив се 50
до 70% пониски. Фокусирањето кон овие возила индиректно значи дека Фиат помалку внимание ќе посветува на дизелите, хибридите и електричните автомобили. Скоро истовремено Фиат тивко започна да ја брише Ланча од автомобилската мапа на Европа. Јавноста тоа го забележа откако беа изгасени веб страниците на марката во неколку земји. Дилерската мрежа и досега постоеше само виртуелно, бидејќи продажбата надвор од Италија скоро и да не постоеше. Официјално соопштение за процесот изостана, но Серджо Маркионе во едно телевизиско интервју изјави дека марката ќе продолжи да живее само во Италија. Својата лебедова песна Ланча ја започна на почетокот на милениумот. Постојните модели слабо се продаваа, а нови не се развиваа. Фиат тогаш имаше големи проблеми, а Ланча едноставно не беше меѓу приоритетите. Појавувањето на Делта како пробен балон да се испитаат пазарните потенцијали на се уште славното име не донесе нова надеж за подобри времиња. Во обид да се најде соодветна стратегија, неколку модели на Chrysler беа понудени во Европа под ознаките на Ланча, но пазарот реагираше само рефлексно и тие бргу беа избришани од гамата. Остана само малиот Y, чија продажба се движи помеѓу 60 и 70.000 единици годишно. Не е многу, но сосема доволно за опстанок на марката која е собственик на 11 титули во светскиот рели шампионат. Барем за сега, бидејќи Y како модел е стар 6 години, а најави за нова генерација изостануваат. За летово да го поминат поубаво, Мерцедес на своите најверни купувачи им понуди специјална изведба на најмоќната Е-класа. Со неа се одбележува пазарното лансирање на караванската верзија на AMG E63 моделот и ќе биде на располагање само првата година. Како што доликува на специјална серија, исполнета е со ексклузивни додатоци. Списокот е предолг да го наведуваме, но најбитно се наоѓаат на дното. Цената која се искачува дури до 140.000 евра. Оние што помалку бараат може да се одлучат за примерок од редовната серија која ќе ги чини 15.000 помалку, или пак за оној без буквата S во ознаката и со мотор од 571 наместо 612 коњи, со што ќе заштедат уште 12.000 евра. Во секој случај ќе добијат врвна AMG техника спакувана во караванската каросерија со 4-литарскиот битурбомотор. 9-степениот автоматски менувач е задолжителен, исто и погонот на сите тркала, но тој може и да се исклучи во специјалниот дрифт режим на возење кога сите коњи се испраќаат само на задната оска. Ако пак тие се искористат за максимално забрзување, најскапата верзија на Е-класата ќе стигне до 100 на час пред да успеете да ја прочитате нејзината потполна ознака која гласи Mercedes AMG E63 S4 Matic T Model Edition 1. За да сите бидат задоволни, при туристичкото крстарење со легално прифатливи брзини половина од цилиндрите се исклучуваат. Од Мерцедес велат дека оваа Е-класа тогаш ќе троши само 9 литри гориво на 100 километри. Во тоа не сме сигурни, но веруваме дека во низиниот заден дел има место за 1,8 кубни метри багаж. Исто веруваме и дека поголемиот дел од низините купувачи ќе ја нарачаат со AMG Drivers пакетот, кој дозволува максималната брзина да се искачи до 290 км на час и кој не е вклучен во наведената цена. $140.000 евра за автомобил, иако е Мерцедес и иако го носи беџот на AMG, е премногу. Но
кој може да си го дозволи, со здравје нека си го вози. Сега се селиме во една сосема поинаква екстрема каде што возилата чинат нешто над 10.000 евра, а ја имаат сета пристојна опременост и моторизација. Благодарение на нашите колеги од редакцијата САД, кои први на Балканот и во поголемиот дел од Европа има можност да ја тестираат Лада Веста, ќе го пренесеме нивниот тест и нивните заклучоци за овој интересен автомобил. Тој е интересен бидејќи ја носи технологијата на Рено, не само подвозјето и моторите, дизајниране многу атрактивно, има употребено во него одлични материјали, се разбира доколку се земе во предвид цената и чини нешто повеќе од 10.000 евра. Еве што забележа колегите од редакцијата САД. Ова што сега го гледате, верувале или не, е Лада. Името и е Веста и нема никаква врска со ладите какви досега ги познававме. Таа е потполно нов производ, направен да конкурира на западните и јапонските автомобили. Во секој поглед представува пресвртница за рускиот производител, чии пазарни амбиции излегуваат од границите на Русија и земјите каде Лада традиционално се извезува. За тоа има и подобра основа, бидејќи според впечатоците што Веста ги остави, јасно е дека во приказната за руските автомобили повеќе ништо нема да биде како порано. Големото интересирање за Лада Веста е најдобар показател за незините потенцијали. Тие се насетија уште при првото представување на овој руски модел. Веќе тогаш беше јасно дека Веста ќе биде модерна и интересна со своевиден X-фактор. Во овој случај тоа е стилскиот символ што се препознава на предниот и задниот дел, а посебно на силуетата на возилото. Колку е Веста важна за руската автомобилска индустрија илустрира и тоа што меѓу првите што ја возеа беше и рускиот претседател Владимир Путин. Очекувано, тој изрече доста пофалби за неа. Своевремено многумина се жалеа на изгледот на автомобилите што ги произведуваше Лада. Во случај на Веста, за такво нешто нема причини бидејќи дизајнот е модерен и допадлив. Представува резултат на работата на тимот со кој раководеше англискиот дизајнер Стив Мартин, кој пред тоа беше во Мерцедес и Волво. Од друга страна, механичката платформа е плод на заедничката работа со конструкторите на групацијата Рено-Нисан. Тоа е сосема логично, бидејќи денес Рено е мнозински сопственик на АвтоВАЗ. Со должина од 4,4 метри, Веста е доволно компактна да може лесно да се снајде на градските улици. Има класична троделна каросерија и простран багажник. Заради тоа може добро да послужи и за патување со многу товар, например за одење на летување. Вратите се отвораат и затвораат лесно, скоро како на некој јапонски или германски автомобил. Леснотијата дури е преголема, бидејќи недостасува граничник со кој отворањето на вратите е двостепено. Кај Веста тие премногу лесно се отвораат, заради што при излегување од возилото мора да ги придржите со рака. Доволно е само еднаш да се погледне пространата кабина за да се свати каква промена доживеа внатрешноста на една Лада. Вложен е голем труд да се достигне ниво кое досега беше незамисливо. Секако, веднаш е воочлив и допирот на рационалноста како препознатлив ракопис на еден производител кој цел свој век е посветен на практичноста. Организацијата е едноставна и јасна, а содржински е присутно повеќе од она што денес се смета за неопходно. Управувачот се подесува и по длабочина и по висина, а дел од опремата се и автоматскиот клима уред и навигацијата. Се среќаваат и камера за возење наназад, автоматски бришачи и греачи на предните седишта и ветробранското стакло. Како што сега е вообичаено, на централното место на предниот панел се наоѓа голем екран чувствителен на допир. Плюс на тоа, за разлика од други слични нискобуџетни лимузини со многу опрема, Веста одава впечаток на единствена целина во која се е на своето место. Сепак најважно е дека обработката е солидна, изборот на материјали добар, а елементите на интериерот пријатни под прстите. За модел на некоја друга фабрика веројатно ќе кажевме ништо посебно, но за една Лада се што видовме представува исклучително значаен напредок. Дури ни после деталното ѕиркање и проценка на завршната обработка не најдовме нешто на што можевме да упатиме сериозна замерка.
Моторот од 1,6 литри со своите 106 коњи не е некој билдер, но е доволно силен лесно да ги износи килограмите на Веста. Скромноста на перформансите повеќе изразуваат нумеричките податоци отколку впечатокот од возењето, бидејќи во секојдневни услови таа е сосема доволно жив автомобил, дури и при ниски режими на работа. Забелешка е што има менувач со само 5 степени на пренос, но евентуалниот недостаток на енергичност на патот се надоместува со смиреното и урамнотежено возење. Сето ова ни кажува дека со Веста е отворено ново поглавје во историјата на Лада. Дефинитивно се отстранети застарените елементи по кои се препознаваа возилата од Русија, како кај дизајнот, така и во изработката и техничките решенија. Подобрувањето навистина е огромно и на планот на безбедноста, па така дел од опремата е и електронскиот систем за контрола на стабилноста. Дури и потрошувачката на гориво е прифатлива. Сепак Лада Веста е бучна на брзини поголеми од 100 км на час. Остана и металната заштита под моторот, а резервоарот за гориво не се заклучува. Во секој случај, впечатоците што ги остави кажуваат дека дефинитивно дојде време да се менува скоро целиот поглед на руските автомобили. Велиме скоро целиот, бидејќи цената е поблиску до онаа на што сме навикнале, нешто повеќе од 10.000 евра. За жал не успеавме да дознаеме дали Лада и кога Лада ќе биде присутна на македонскиот пазар со својот Веста модел и која ќе биде низината цена, но сигурен сум дека интересот ќе биде голем. Тоа беше се што подготвивме за ова издание на Автомагазин. Срдечен поздрав и до гледање за една недела.